обвинителството и какви нови сознанија има во живо, го прашувам Зоран Јаневски. Тино, речиси половина ден трае распитот на осомничените со оваа истрага овде во Скопскиот кривичен суд. Беа приведени и донесени овде во судот вкупно 19 лица. Според изјавата на обвинителот кој што го води овој случај Фатон Азизи, притвора се бара за 10 од нив, за останатите се бараат мерки на предпазливост, односно одземање на патните исправи и редовно јавување овде во Скопскиот кривичен суд. Притворите пак се бараат заради спречување влијание врз сведоци, опасност од бегство, меѓутоа и влијание врз и криење на доказите кои што треба да служат во оваа постапка. Распитот на осомничените е се уште во тека. Одлуката на судијата на претходна постапка ќе следи дури во текот на ноќните часови. Во изјава за медиумите која што претходно ја даде обвинителот Фатон Азизи, тој говори што всушност се подразбира во овој случај, односно што правеле осомничените, па предлагам да ја слушнеме неговата изјава. Ние денеска донесовме наредба за спроведување на истражна постапка. До Кривичниот суд поднесовме предлози за определување мерки притвор и за определување мерки за обезбедување присуство. Поточно против 10 лица поднесовме предлог за определување мерка притвор, а против другите поднесовме предлози за определување мерки за присуство. Во истрагата опфатени се 19 физички лица и 6 правни лица. Со тоа што се од 3 града од државата, моментално претресите се уште трае до скоро, се собираат докази. Во текот на вчерашниот ден и денеска се вршеа претреси во неколку локации, беа приведени неколку лица, сите тие беа денеска изведени пред судија на претходна постапка. Чекаме одлука од страна на судот по однос на нашите предлози. Да, тоа беше изјавата на обвинителот кој што го води овој случај Фатон Азизи. Слушнавме од него дека се до доцна вечерва траеле претресите во одредени простории каде што се разбира се обезбедуваат докази за целиот случај. Повеќе детали најавувам за во текот на утрешниот ден. Зоран Јаневски во живо од Кривичниот суд.